Добро. Почитувани новинари, сниматели и фоторепортери, добре дојдовте во владата на Република Македонија. Јас сум Миле Бошњаковски, од пред некој ден портпарол на владата. Драго ни е што покажувате голем интерес за оваа пресконференција која ја организиравме само еден ден по завршување на самитот на Европската унија и земјите од Западен Балкан. Вчера во Трст претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев ја предводеше делегацијата на нашата земја на исклучително успешниот за нас самит на Европската унија и земјите од регионот на Западен Балкан. Македонија доби прецизно јасна порака и конкретна поддршка во однос на следните реформски чекори кои ги презема новата влада, кои, како што знаете, се насочени кон сериозен пробив кон евроатлантските интеграции и, меѓу другото, прецизно се наведени во планот 369. Со детали фокусирани на економскиот аспект од самитот во Трст ќе ви се обрати професор доктор Кочо Анѓушев, вице-премиер за економски прашања. Денеска со нас тука е и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој е тука присутен да одговара на ваши прашања во рамките на темата, доколку имат интерес во вториот дел од пресконференцијата. Господине заменик председателе на владата, Анѓушев, повелете. Ви благодарам. Почитувани медиуми, предмет на денешната пресконференција е самитот во Трст, кој што е континуитет на Берлинскиот процес, кој што беше првично иницииран од страна на германската влада и канцеларката Ангела Меркел, како процес кој што треба да им овозможи и олесни на земјите од Западен Балкан да полесно пристапат кон Европската унија и да ги водат процесите за пристапување на еден транспарентен и соодветен начин. Она што можам да го кажам, дека владината делегација, предводена од премиерот, е исклучително задоволна од постигнатото на вчерашниот самит и можам слободно да кажам дека Македонија е најголем добитник од вчерашниот самит, а тоа само го покажува фактот дека се препознаени реформските процеси на владата, дека е препознаен новиот дух на владата, да практично ги имплементира сите процедури и сите потребни чекори за побрзо и полесно пристапување кон Европската унија, а со самото тоа што за живењето на македонските граѓани е битно и до фондовите на Европската унија. Главната поента, иако слушавме различни бројки минатите денови, главната поента е дека од вкупниот грант кој што е доделен на земјите од Западен Балкан, тоа знаете се 6 земји, вкупниот грант кој што изнесува 194 милиони евра, Македонија доби 70 милиони евра. Што значи дека од вкупните пари 40% припаднаа како грант на Македонија, иако таа е само една од 6 земји, иако како број на жители е една од помалите земји. Што значи ако одиме по жител, Македонија е навистина победник во оваа фаза од поддршката на Берлинскиот процес или самитот во Трст на земјите од Западен Балкан. Но кога зборуваме за 70 милиони евра, мораме јасно и прецизно да кажеме дека тоа е грант, односно неповратни пари или директна помош на Европската унија за македонските граѓани и поддршка за македонскиот народ. Ние како влада длабоко тоа го почитуваме и цениме и мораме, да кажеме дека ја чувствуваме и како голема обврска оваа помош, да навистина бидеме реформски ориентирани и тоа не само заради потребите на пристапување кон Европската унија, него реформски ориентирани за да го подобриме животот на секој поединечен македонски граѓанин. Вкупната сума на проекти кои што се номинирани во рамките на овој самит е над 1 милион евра, како што каже и комесарот Хан, а ние зборуваме само за 194 милиона евра грантови, од кои 70 милиона евра завршуваат во Македонија. Значи, мораме да ги разделиме бројките, да биде пластично и јасно за сите граѓани во Македонија. Значи, проектите кои што ние ги номиниравме, тие се многу поголеми по износ, но 70 милиони евра се само грант, односно неповратни средства. Сега, значи, грантот е добиен за делот на пругата према Бугарија, значи од исклучителна важност цениме ние како влада, а цени Европската унија, е дека нашето поврзување со коридорот 8, значи коридорот 8 е врската помеѓу Бугарија, Македонија и Албанија,
Вие знаете дека по коридорот 10 од прилика имаме доста развиена мрежа, но на делницата Исток-Запад таа мрежа не е така развиена и вие денеска ако сакате да тргнете да стигнете до Софија или до Тирана, иако се тоа само делници од по 200-250 километри, вас ви требат повеќе од 4 часа, што е недозволиво. Тоа мораме да го промениме, за да ослободиме прво движењето на граѓаните, да ослободиме движење на робата и сето стопанство да може поефикасно да функционира и работи и при тоа да биде поврзано на две мориња, односно на страната на запад на Јадронското море преку Албанија, а на страната на исток, значи према Црното море, кое што знаете дека исто така една значителна и стратешка точка. Практично преку поддршката на овој проект Европската унија, а ние како влада со тоа се согласуваме, сака да прати порака дека ние како земји на Балканот мораме да бидеме подобро поврзани меѓу себе. Треба повеќе да соработуваме и тоа со сите наши соседи и практично нашата комуникација се одразува преку развивањето на инфраструктурата која што треба да овозможи полесно да комуницираме, значи и како луѓе, но и како стопанство. Иначе пругата од Белјаковце до Крива Паланка е поделена на 3 делници. Ние зборуваме сега за втората делница. Втората делница е во инвестиција од 152 милиона евра, значи тој проект, и за тој проект ние добивме грант од 70 милиона евра или 46% од вкупната вредност на градењето на таа делница. Значи, практично, Европската унија 46% од вкупното градење на таа делница ќе го даде на Република Македонија како грант. Многу е битно да кажеме дека сите овие средства последните неколку години беа замрзнати за Македонија. Македонија повеќе пати аплицираше во претходните години за европски средства, но тие не беа доделени. И ценам дека ова е резултат на препознавањето на новиот дух во владата, кој што е реформски ориентиран, иако бевме критикувани дека практично сме имале многу средби со меѓународниот фактор и со меѓународните институции. Еве сега овој чекор покажува дека тие сите средби во овој месец и половина не биле случајни. Беа со цел да докажеме пред меѓународната заедница дека Македонија е просперитетна држава, дека Македонија е коректен партнер за сите на Балканот и во Европа, и мислам дека тоа успеавме да го покажеме, а сето тоа во интерес на граѓаните на Република Македонија и на целокупното македонско општество. Бидејќи практично бенефитот од овие средства и бенефитот од сите инфраструктурни проекти е бенефит за народот на Република Македонија и за неговите граѓани. Практично, онака како што и владата вети, дека нема да се занимава со трошење на буџетски и меѓународни пари во непродуктивни проекти и дека ќе се занимава исклучиво со инфраструктурни проекти, капитални инвестиции, кои што ќе бидат практично двигател на економијата во Република Македонија, но само во делот на капиталните инвестиции, без мешање на фирмите во нивното оперативно работење. Но тоа е сепак друга тема за која што можеме да разговараме пошироко во друга прилика. Во рамките на самитот во Трст беа остварени и други средби. Беше остварена средба со Светска банка. Тоа беше една многу плодотворна средба. Можам да кажам дека главните поенти од таа средба беа дека Светска банка беше поприлично незадоволна од ситуацијата дека во последните 2-3 години во Македонија не е подпишан ниеден договор и дека договорите кои што биле претходно подпишани заглавиле во својата имплементација. Еве сега прва точка е дека ние тие договори ќе се обидеме да ги одглавиме и да продолжиме да ги имплементираме. Повторно станува збор за инфраструктура, повторно станува збор за коридорот 8, овој пат станува збор значи за автопатната мрежа. Исто така со Светска банка разговаравме и на тема како да даде поддршка на буџетот, односно да даде буџетска поддршка која што конечно ќе заврши кај македонските фирми.
Па преку оваа мерка се обидуваме да обезбедиме средства за да ја реализираме нашата следна мерка во економската програма, а тоа е поддршка на македонската економија, која што ќе биде извозно ориентирана и која што ќе воведе нови технологии. Тие беа расположени да дадат таква поддршка и најавија дека за 2 недели ќе дојдат во Македонија специјализирано само за таа намена да работиме заеднички со нив и со нивната групација AFC, значи да дојдеме до такви мерки и да дојдеме до такви средства кои што ќе бидат директна поддршка за македонската економија. Веќе бевте информирани дека во рамките на самитот премиерот се сретна со канцеларката на Германија, господјата Ангела Меркел, британскиот министер за надворешни работи, господинот Борис Џонсон, премиерката на Србија, господјата Ана Брнабич, премиерот на Албанија, господинот Еди Рама, премиерот на Словенија, господинот Миро Церар, председателот на Европската енергетска заедница има всредба јас, тоа е господинот Јанес Копач. Тука уште еднаш сакам да потенцирам дека она што беше дилема во јавноста околу ефтината тарифа за електрична енергија, постигнавме договор со нив како ќе ја воведеме, а воедно ќе ги исполниме сите стандарди кои што се барани од Европската Унија. Мислам дека ова порака многу јасно треба да ја пратиме, иако бидејќи околу истата имаше доста шпекулации во последните денови. Исто така има всредба и со државниот секретар во Министерството за економија и финансии на Франција, кој што е на ниво на министер во нивната држава, господинот Бенжамен Гриво. Значи, господинот Гриво дојде заедно со председателот Макрон, специјално само за таа средба. Целта на таа средба беше да ние направиме поголема економска соработка со Франција, затоа што Франција е голема држава, голем пријател на Македонија, а имаме исклучително мала економска размена со оваа држава. Ние ќе се обидеме во рамките на нашите можности да таа економска соработка ја зголемиме и прошириме. За таа цел ќе направиме со премиерот посета во текот на есента на МЕДЕФ, тоа е значи најголемата асоциација на работодавачи во Франција, таму се најголемите компании француски, ќе ги посетиме и ќе се обидеме да таа соработка со Република Македонија ја зголемиме. Ние како Македонија сме мал пазар за француската економија, меѓутоа тие се голем пазар за нас, бидејќи се голема држава и практично мислиме дека имаме што да понудиме во сите сегменти на економијата. Би пренел само неколку клучни пораки кои што беа вчера кажани од европските лидери. Господјата Меркел ја даде пораката дека Европската Унија ќе помогне во дигитализација и развој. Иднината е во перспективата на младите. Значи, следниот чекор, покрај инфраструктурата која што беше во главниот фокус на Европската Унија во рамките на Берлинскиот процес, а и со самото това на самитот во Трст, во следните чекори, следниот самит ќе биде одржан во Лондон, следните чекори ќе бидат значи во насока на зголемување на конективноста, односно IT технологиите и соработка во делот на дигитализација во регионот и програми за младите, бидејќи секаде во регионот е препознаено дека младите имаат желба да си одат од нашите држави. Тоа не е добро, значи во рамките на овој процес ќе се обидеме да најдеме механизми и модели младите да сакаат да останат во нашата држава и нашата држава да биде атрактивна за нивно живење, да го препознаат како свое место за идно живење, но не насилно, него онака да го препознаат искрено и да го препознаат со лична желба. Господинот Хан кажа дека Брисел ги сака државите од Западен Балкан во Европска Унија, сака да ги види како членки на Европска Унија. Значи, она што беше тврд став на Европската Унија околу проширувањето, цениме сега дека е поприлично, би рекле, благонаклонет кон регионот и дека практично ги прават сите мерки и подготовки да ние можеме да се приклучиме кон Европската Унија. Брисел сака државите од Западен Балкан да станат членки на Европската Унија, а една од главните причини е младите луѓе да се задржат во своите држави и да не ја напуштаат. Порача во Трст Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан, во смисла која што претходно ја објаснив. Господјата Могерини кажа дека Европската Унија и Западен Балкан си се потребни едни на други. Исправени се пред заеднички предизвик да ги реобноват, да ги реобединат континентите, значи цени за областите, значи кои што се во областите кои што се во Европска Унија и надвор од Европската Унија, а Макрон порача дека соработката на младите и врежувањето е клучен приоритет.
Сакам да додадам дека господјата Меркел посебно потенцираше во делот на корупцијата во регионот и посебно порача дека мора да се работи многу на тоа поле, а ние се обврзавме дека ние како влада ќе имаме нула толеранција за корупцијата и ќе ги спроведеме сите проекти така и на начин да секој европски граѓанин и плаќач на такса кој што издвојува од својот джеп и дава пари во Македонија на најтранспарентен начин знае каде неговите пари завршиле во нашата држава. Нормално, на истиот начин ќе се однесуваме и со парите на македонските граѓани. Ви благодарам, сега повелете прашања доколку за тоа има интерес. Колеги, само пред да поставите прашање, ќе ве замолам да се представите од кој медиум сте, да го запазиме редот. Слободно, повелете. Значи, ефтината тарифа е мерка која што беше програма предизборна на владеачката партија и воедно програма на оваа влада. Беше кажано дека ќе се воведе, значи, ефтина тарифа во текот на дневните часови. Вие знаете дека ефтината тарифа денеска е само во недела и во текот на ноќните часови. Таа ќе биде воведена, значи, во текот на дневните часови во 2 часа период и исто така во сабота ќе важи истото како за секој друг работен ден. Односно, ефтината тарифа ќе се врати на истиот начин како што граѓаните на Република Македонија ја знаеа во претходните години уназад децении. Значи, не беше тоа на вчерашната владина седница, владата вчера немаше седница, тоа беше на претходната владина седница, одржана пред неколку дена. Значи, на таа владина седница видовме и констатиравме дека долго време најавуваниот проект за гасификација регионална на Македонија и најавуван на тој начин дека има голем интерес за него, дека ќе се појават многу компании, конечно ние добивме само една понуда. Ние формиравме комисија која што ќе ја отвори таа понуда, ќе видиме кој е понудувач, се уште не знаеме, сега комисијата треба да ја отвори, меѓутоа се надевам дека сите вие ќе се согласите дека понуда само од една компанија сигурно не е доволна за да добиеме квалитетен понудувач и конкурентност која ќе даде квалитетна цена за македонските граѓани. Од таа причина моја препорака и препорака на економскиот тим на владата ќе биде да тој тендер се преобработи и преобјави за да овозможиме поголема конкурентност и да можеме да обезбедиме подобри понуди и поголем бенефит за граѓаните на Република Македонија. Избор на тендер со само една понуда за мене е извор на секогаш прашања за возможна корупција. Јас тоа нема да го поддржам никогаш и ќе сакам поголема конкурентност на сите тендери. Јас имам прашање за Господиновска од телевизија 24. Рековте вториот дел од болницата ќе не чини 152 милиони евра, да сте добиле 70 милиони грант. Кога точно ќе ги добиеме парите и како ќе ги покриеме вториот дел од сумата? Значи, еве ќе објаснам пошироко. Значи, целокупната делница е над 80 километри. Таа е поделена, значи, зборуваме за пругата према Бугарија, поделена е на 3 делници. 152,3 милиона евра е проценета втората делница за која што добивме грант. Останатите средства ќе бидат обезбедени, значи, од финансирање од меѓународните институции. Значи, ќе бидат кредити за инфраструктура од во случајов, значи, веројатно ЕБРД или другите финансиски институции во светот. Практично, ние, добивајќи поддршка за оваа делница, што ни порача и што практично се случува од економска гледна точка. Вие делницата ја правите пофизибилна, бидејќи ако вие цените дека таа делница
била скапа. На овој начин Европската унија ви помага со грант, значи со пари кои што ги платиле европските граѓани и не треба да ги вратат македонските граѓани, значи тоа се неповратни средства, затоа што многу често се мешаше у последниот период што е гранта, што е целокупна вредност на проектот. Ова е само вредноста на грантот, значи го правите целиот проект поисплатлив и како таков тој е веќе пофизибилен за сите финансиски институции да биде поддржан со квалитетни кредити и нормално со издвојување на средства од нашиот буџет во делот на капиталните инвестиции, за да конечно тоа што го раскажуваме како приказка 20 години, почнеме и да го градиме. Железничка пруга према Бугарија. Значи, градењето на пруга не е работа што се прави преку ноќ. Значи, ние треба да почнеме да градиме за да некој ден изградиме. Се разбира и третата делница, видете, чим ние сме земале обврска да ги искористиме овие средства за втората делница, нормално не ни паѓа ни на крај памет дека третата делница ќе остане неизградена. Нормално и таа мора да се изгради во континуитет после градењето на втората. Еве, тука е министерот за транспорт, јас ќе му дадам збор него, он малце по-детално тоа ќе го објасни, да не узурпирам ја говорницата 100%. Благодарам, подпредседателе. Благодарам за прашањето. Значи, вчера беше од страна на премиерите на 5 држави, за жал 5 не 6 држави, парафиран договорот за транспортна заедница. Тоа е поврзување на сите држави од Западен Балкан со Европската унија. Поврзување низ сите коридори кои што се низ Западен Балкан. Тој договор беше парафиран од сите премиери вчера, за жал од Босна и Херцеговина поради одредени проблеми кои што веројатно ги имаат. Не би сакал да навлегувам во тоа. Беше потпишан и потврден, така да во натамошниот период тој треба да биде имплементиран во фази. Нашето залагање, конкретно, моето залагање на средбите со комесарката Булц, конкретно на министерскиот состанок на министрите за транспорт и врски, беше целосно елаборирано околу транспортот и безбедноста во сообраќајот. Така да за сите поопширни детајли наредни денови планирам пресконференција да свикам, подетално и за парафирањето на договорот, да објаснам, меѓутоа и за сите оние билатерални средби и состаноци кои што ги имавме со комесарот и со министрите од Западен Балкан. Благодарам. Колеги, предпоставам дека сме при крај. Ако нема никој, ви благодарам за присуството и остануваме во контакт. Ви благодарам на сите за вниманието и за присуството. Тоа